Наместо да бараат повеќе пари, судиите и обвинителите да си ги засукаат ракавите и да си ја заработат платата. Владачката партија оцени дека македонските судии и обвинители се најплатени во регионот, а имаат најниска доверба од само 2%. Германските судии завршуваат околу 800 предмети годишно, додека пак македонските само од 170 до 200 предмети. При тоа, македонските судии и обвинители земаат од 2,3 до 3,2 просечни плати, а германските судии и обвинители само 1,08 просечни плати. Наместо приоритет да бидат личните привилегии, приоритетот мора да биде правдата, ефикасното судење и независноста. Опозицијскиот лидер пак оценува дека власта манипулира со темата за да ја прикрие реалноста, а тоа е дека изминатата година не е донесен ниту еден закон од реформската агенда. Станува збор за тоа што и како треба да се направи за да се зајакне системот и да тие стигнат до поголеми буџети, така како што тоа функционира во развиените земји. Ете, тоа е вистинското прашање. А власта не го коментира така, поради тоа што за реформи не станува збор. Не станува збор за реформи никаде. Ниту еден реформски закон не е донесен од реформската агенда. Зошто? Поради тоа што тоа не им одговара. Сакаат да ставаат партиски судии, партиски обвинители, тоа сака да го партизираат судството. Ништо друго. Парите кои правосудниот систем ги добива од државниот буџет стана актуелни по последниот извештај на Европската комисија, која оцени дека во овој клучен сектор Македонија нема направено никаков напредок, а неопходно е државата да обезбеди системска независност на судскиот систем преку обезбедување на повеќе финансиски средства. Премиерот Мицкоски вината за лошите оценки од Брисел ја префрли на судиите и јавните обвинители, а тие му возвратија со писмо дека токму неговите неаргументирани критики ја подкопуваат довербата, но и независноста на судската власт. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.